63.252 денари. Синдикалната кошничка станува се поскапа. Последните пресметки на Сојузот на синдикати и натаму покажуваат нагорен тренд кој не запира и во првиот месец од 2025. Синдикалците алармираат дека само за храна и пијалоци за една година трошоците се зголемиле за дури 10,43%. Илија Колани во јануари за оваа потреба требало да се одвојат најмалку 21.000 денари. Сега една година подоцна трошокот изнесува 23.200 денари. Од ССМ предупредуваат дека растот на цените станува неиздржлив. Клучната вина за ова според нив е кај трговците и нивната алчност за профит на грбот на граѓаните. Токму овие газди не покажаа ниту ронка почит и не покажаа ниту ронка достоинство да бидат општествено одговорни компании, онака како што впрочем ги повикуваше и владата, а на почетокот на мерката доколку паметите, дури и владата мораше да реагира заради ваквото енормно, нејасно и неоправдано зголемување на цените и односно ненамалување на цените. Од синдикатот бараат владата да преземе и други мерки за да го заштити стандардот на граѓаните, но исто така и да ги зголеми платите за да може да се издржи ценовниот удар. Може би се потребни и други мерки од страна на владата, без најава да креира кошнички, без да ги информира трговците, без да ги консултира, без да ги прашува. И може би и ние како Сојуз на синдикати на Македонија во наредниот период ќе превземеме далеку поригорозни чекори во насока на тоа да подигнеме свеста на граѓаните. Покрај храна и пијалоци, граѓаните добар дел од своите примања ги трошат и на образование, станарина и облека. Трошоците стануваат уште поголеми за оние кои живеат под кирија. За нив минималниот месечен трошок изнесува 78.627 денари. За облека и обувки граѓаните трошат 5.751 денар. Само за образование на едно 4-члено семејство му се потребни повеќе од 7.000 денари. За транспорт се троши околу 5.000 денари, а по толку се потребни и за рекреација и одење по ресторани. За здравје се трошат повеќе од 1.000 денари. Што се однесува до барањата на упост за повисоки плати и колективни договори, Трендафилов рече дека владата одговорила позитивно за средба и дека истата ќе се случи по враќањето на премиерот Христијан Мицкоски од САД, каде присуствуваше на инаугурацијата на новоизбраниот американски претседател Доналд Трамп.